Добар ден на сите. Први поздрав до првачината, бидејќи поради нив денеска сме тука, до нивните родители кои ги доведавте на првиот школски час, професорите. Посебен поздрав и задоволство е да поздравам министриката на образованието, професорот господја Рената Десковска, кој неслучено го избра нашиот град да денеска првиот школски час го отпуште тука. И впрочем има причина. Отпред ќе кажам на едно големо задоволство што денеска сме град со највеќе запишени првачи во Република Македонија. Значи поздрав до сите првачија кои денеска над 20.000 во Македонија отпочнуваат новата етапа во својот развој, тоа е едукативниот процес во нивниот живот. И од сега натаму овие членови на ова општество ќе имат период на едукација зависно од нивните желби, додека не станат полноправни членови на ова општество. Ви подсакувам да бидете трпеливи, да работите, да ги совладувате сите вештини и да бидете заслужни граѓани на ова општество. Почитувана министерке, денеска ми е задоволство што сте тука со нас на оваа свеченост, меѓутоа сакам да дам некои информации за вас. Кажав дека најголем број првачиња во Република Македонија, негде околу 7,5% од вкупниот број на опишани дечиња во прво деление се токму во Куманово. Поради тоа, вие како еден реформатор во образовниот процес треба да ги знаете некои податоци кои ќе ви кажам сега. Куманово во изминатиот период имаше големи пречки во однос на обезбедување на услови на образовниот процес. Меѓутоа, со новата клима, новиот амбиент кој се ствара во општеството, ние отпочнуваме еден нов циклус на инвестиции во образованието и подобрување на услови на едукативниот процес. Како информација, имаме реконструкции на многу училишта. Отпочната работа на Ерелим де Рада, каде имаме субстандардни услови на образовен процес и се прават промена на енергетска фасада, грејење, подови, врати. Исто така училиште Вуканаджич, кој исто така доста ревинира, има комплетна реконструкција. Имаме завршување на санитарни јазди во училиште во Сопот, обезбедување на прозорци и енергетска фасада, изградба на спортска сала во училиште Перо Наков во локалитетот Касана и уште некои други санации на кровови и промена на подови во изминатиот период. 80% средствата се од буџетот на општина Куманово. Куманово се залага да ги обезбеди условите, бидејќи прочем, како и што истакнате во неколку ваши настапи, главниот проблем е обезбедување на основни услови на образовниот процес. Се надевам со вашето присуство, со упорноста на владата и на буџетот на општина Куманово ќе направиме реални услови за нормален едукативен процес во Куманово. Тоа ќе биде знак за еден нов почеток во Република Македонија во инвестиција во образованието. Ја користам приликата да ги поздравам сите директори на основните и средните училишта кои се тука, да ги поздравам сите оние учители, професори, наставници кои се грижат за воспитување на нашите најважни, најмили, тоа се децата. Нека ви е среќен почеток, да сте живи и здрави и многу успех во новата учебна година. А сега ја поканувам министерка Рената Десковска.